Зборуваме за социолошкиот аспект на социјалните мрежи и нивното влијание врз младите и токму на оваа тема со професор Татјана Стојановска-Иванова. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и поздрав до гледачите на вашата телевизија. Нема да заобиколувам, нема да дадам долги најави. Да ги редуцираме, да ги укинеме или да едуцираме? Ова е прашање кое што години го поставува. И јас години го зборувам и колку пати кај вас сум била и на други медиуми и веќе 15 на години говорам дека на вистина ќе имам изгубени генерации млади кои што нема да можат да се снајдат бидејќи живееме во ерата на масовните медиуми, глобализацијата си го направи своето. Меѓутоа некогаш знаете имам чувство дека сето тоа не доаѓа, не допира до оние кои што треба да допре. Имено самото прашање беше многу директно. Јас никогаш не сум за премногу ригорозни мерки, иако доколку се јават преголеми проблеми, тогаш и ќе се оди кон тоа, меѓутоа првенствено треба да се оди кон, јас би рекла, некоја златна средина. Во смисла да има она што велиме соодветно контрола родителска или парент контрола или контрола на самите оние кои што ги продуцираат тие содржини. Едноставно некои содржини кои што изобилуваат со насилство, со агресија, не треба да бидат дел од тие медиуми. Има начин како тоа да се сопри, како тоа да се направи. Меѓутоа, она што е клучно и за кое што, како што споменавте, се говори со години, не завршува во етерот, завршува во ветерот, тоа се таа социјализација, односно начинот и умешноста, вештини, како да се користат социјалните медиуми, како да се користат социјалните мрежи, бидејќи ние реално не можеме да избегаме од тоа. Затоа што знаете како ако вие нешто скратите како велат забрано, тоа овоше е најсладко. И всушност тогаш ќе најдат други начини, бидејќи она што е страшното сега што тие ги земаат моделите идентификација, имитација токму од тие социјални мрежи, социјалните медиуми. Клучно е едукацијата, меѓутоа едукацијата и на родители, и во образовните институции, и на масовните медиуми, програми и личности кои што ќе ги упатат. Затоа што, знаете како, ние денес сме експерти за се, јас тоа не го сакам зборот експерт. Лично што се со години занимава со таа проблематика. Треба да прашаат. Сега се спомена национална стратегија, јас ја поздравувам, меѓутоа малку е дискутабилно, не беше толку транспарентно кој учествувал, кои личности се повикани, затоа што имав можност да разговарам со некои кои што биле дел од таа случајно разбрав и потоа кога им поставуваме некои прашања во смисла да ни кажат некои кратиници кои што се дел кои што ги користат младите и остана, знаете, забезикнати во смисла па ние не го знаеме тоа. Значи секој си е научник и секој си е под наводници доктор на својот занает. И затоа треба се вклучат сите компетентни лица кои што ќе знаат како да едуцираат и како да ја постават платформата на соодветен начин. На прашањето дали доцна реагираме, и вие и ваши колеги од филата ќе кажат никогаш не е доцна да се почне со промените. Ако ја добија или ќе ја добијат училиштата правилникот како треба да едуцираат, ги споменавте родителите. Треба ли да ги учиме и родителите, бидејќи само под надзор не се подразбира да му се одземе телефонот на детето или таблетот. Се подразбира да се знае што детето прави на истиот кога го користи. Онако го зборуваме квалитетно родителство, а како што споменав премногу, ништо не оправдува дека не смете да поминете дел од времето со вашето дете. Јас кажував, велам досега 20 години занимавам со оваа проблематика, едуцирам, држам и обуки за тоа и верувајте кога ќе се соочите, сметаме дека сите се знаеме. Кога ќе се соочиме, вчера бевме баш во една градинка, каде што со воспитувачките, негователките, бидејќи се почнува од најрана возраст. Она што е пропуштено во семејството се надополни во воспитно-образовните институции. И знаете, таму кога им поставувате некои прашања, кога им правите трик одредени техники, всушност сваќате дека колку предрасудите и стереотипите нас ни влијаат врз разумното расудување. И тоа како прво треба да се едуцираат сите чинители фактори на социјализација. Се ни потекнува од семејството. Колку и тоа мене често пати да ме обвинуваат
Тоа звучи марксистички, веќе имаме трансформации, не се и од семејството. Не говорам на памет, говорам со факти, бидејќи нашите истражувања покажуваат дека од дисфункционални семејства, од семејства каде што имаме насилство, видимо пресирањето пресира, од семејства каде што апсолутно немате квалитетно одделство, не се посветува внимание на детето, тие се тие кои што потоа сакаат да се истакнат и најголемиот дел од нив потоа ги имитираат, бидејќи немаат правилни модели, она што споменав на идентификација и имитација, нивните модели се тие личности од TikTokот. Знаеме што се случи во Србија. Знаеме какви и обиди суицидални имаше кај нас. Тие имитации што се случува, бевме сведоци не само овој пат. Ние години наназад зборуваме за некои си игри под наводници и она што е за фрапирање кога родителот ќе ви каже па знаете тоа се деца тие си играат. Имавме можност да работиме со фокус групи со родители, нетрпението беше што сега вие нас ќе ни кажувате, и најдобро си ги знаеме децата. Потоа кога им дадовме соодветен пример како едното дете врши насилство или како едното дете учествува во такви игри, тие како да се постави еден зид знаете пред нив. И тоа е поентата. Едукација од родителите прво, да внимаваат, затоа што, морам да кажам ова, после ковидот, 97% не направивме истражување веднаш, бидејќи градинките први почнаа со работа, уште за време, додека нели таа се уште беше пандемијата, 97% децата кога ги прашавме што им недостасуваше беше прегратката, игрите, значи социјалните игри, но кого познаваа, го знаја Венко Филипче. Зошто? Затоа што сите во 17 часот чекавме да излезе, значи не посветивме внимание дека тие треба тогаш да направат нешто што ќе ги оддели од тоа. Тука сакам да се задржам. Во појасот пред 9 часот зборувавме за пазарот на трудот, што бара тој, но меѓу другото ни кажаа соговорничките дека се повеќе се враќаме на неопходноста да се поседуваат меки вештини, односно тимска игра, комуникација, колегијалност. Колку ги изгубивме сите овие меки вештини поради социјалните мрежи? Меки вештини, но и тоа се и вредности. Ако ги прашате вие како се гради пријателство, заборавивме што е космополитизам, алтруизам, заборавивме што е едноставно љубезност, одговорност, гајање на пријателството. Не можеме ние да оправдаме дека ковидот се го направи тоа, дека и самите деца беа тие пред компјутерот. Меѓутоа, заборавивме, стана индивидуалисти, егоисти. Се случи она што ние со години го говоревме, дека новото време, кое ние го велиме време не време, направи се отугија, алиенација се случи, се отугија меѓу себе. Ние тоа можеме да го видиме. Ако падне сега човек на улица, 10 дни да ќе поминат, 11-тиот можеби ќе помогне. Видовме ние со случките во училиштата, во образовните институции што се случуваше, кога имавме тепачки меѓу деца и кога тие всушност навиваа и снима, место да повикаат помош. Затоа тоа ви говори за первертираниот вредносен систем. Таа морална ерозија и морална криза ние со години говориме, меѓутоа не се посвети доволно внимание. Во семејството треба да се зборува за тие вредности, да се каже колку е значено да бидеш добар пријател. Морам да ви кажам само еден пример во Шведска, каде што се случило еден емил настан, се самоубива девојче и потоа во самото училиште се развива еден метод на прогласување на најљубезно дете. И таму имате позитивна компетенција, позитивен надпревар, и учите на добри вредности и таму веќе за повеќе од 70% е намалено затоа што добиваат соодветна некоја принципот на награда и казна, меѓутоа ги учите на добрини. Клучното е да ги направиме добри луѓе. Порано живеевме за браво, денешното браво се трансформираше во лајк. Не живеат ли децата под притисок на перфектност? Апсолутно, затоа повторно ќе кажам тие личности кои што нив секојдневно ги гледаат на социјалните медиуми, прво во однос на физикусот, физичкиот изглед, потоа сакајки тие да бидат нели во тренд или во склад со она што го носи нивната генерација, а тие се изложени на стрес. И не само на стрес, она што видиме таа социолошка димензија, што ќе каже другиот, сакаме да бидеме како другите, сакаме да не бидеме исклучени од друштвото, и тоа браво, или таа пофалба што него се давала од наставникот, од родителот за добро однесување, за некој успех во училиште, нешто што си го направила, речеме, во спортски здруженија или не знам, слично. Денес е со лајкот и всушност тоа значи соголување, прикажување на приватноста,
а од друга страна стресот и стравот дали ќе бидеш доволно допадната од страна на другите, создава некои негативни аспекти, емоции на кај самите деца и тоа се рефлектира потоа и во рамките на нивниот карактер и во рамките на освојањето со другите и затоа ни се случува тоа што се случува. Отфрлените некогаш знаат да бидат оние кои што ќе предизвикаат соодветно насилство. Велиме се е добро доколку знаеме правилно да го користиме. Тоа се однесува и на интернетот, но колку делумно интернетот ги направи и нашите деца површни. Брз проток на информации, брзо и скратено процесирање на истите, површно процесирање на истите. Не само брзината, лажните информации. Она што велиме го зборуваме за едукација и социализација и возрастните, па дури често пати се случува да и некои луѓе кои што се, да речеме, од научната фила се излажат за некоја информација и ја пласираат веднаш, сакајќи да имаат предност да бидат први во тоа. Клучниот тој момент е да може да се препознае лажно вест од вистинита вест, да може да се направи еден вид на скала на процена, и да се направи градација, што е добро и што е позитивно, што треба да прифатиме, што да пласираме доколку сакаме да го пласираме, а тоа што се случува кај младите всушност да бидат први во веста, да ја процесираат најпрво, без да ја видат содржината. Јас често пати велам да тие ја совладале можеби формата, начинот како тоа да го направат, но не ја совладале содржината. Што таа вест за нив може да значи? И некогаш самата вест што тие пласираат или она што тие го сметаат дека е добро, може да биде многу површно и може да значи за нив да биде катастрофално во некој случај. И затоа имamo често пати повик. Не е секој експерт. Денеска, знаете, ќе видите мал милион луѓе кои што прават кампањи, едуцираат, не случајно. Може многу да биде трагично ако вие правилно не го сторите тоа. Затоа постојат лица кои што со години се занимаваат и токму тие треба да бидат еден вид на сите кои што се дел и од воспитно образовен процес и од науката да бидат вклучени во тој начин на едукација. И треба навистина да се направи квалитетна национална стратегија која што ќе подразбира едукација од родителите. Имаме ние во самите рамките на самите образовно-воспитни институции, имаме семејни, дел од семејствата се вклучени од родителите, родителски совети. Сето тоа може да се направи, само треба да се има желба и да се знае како. Ајде ќе видиме дали знаеме како, времето ќе покаже. Па јас се надевам дека конечно веќе сме не 5 до 12, минута до 12, меѓутоа дека сепак ова ќе отиде во етерот и дека ќе послушаат дека навистина е крајно време затоа што не смееме да имаме изгубени генерации. Треба да имаме генерации кои што ќе работат ќе следат дигитализацијата, но таа дигитализација ќе биде квалитетна и едуцирана. Само со такви генерации ние може да градиме здраво општество. Благодарам многу за гостувањето во Македонија на утро. Остануваме на истата тема и психолозите, меѓу другото, поздравуваат што училиштата ќе едуцираат за користењето на социјалните медиуми, но велат се доаѓа и од дома.